Во глобалната економија со повикот од Центарот за услуги на клиентите, веројатно ќе одговори некој од друг крај на светот. Работниците во Центарот за повици можат да се тренираат со месеци за ефективно да комуницираат со клиентите, чиј мајчин јазик и култура се разликуваат од нивните. Okay, try that. Photographer. Good. Но и покрај ова обука, акцентите често ги попречуваат, вели развивачот Шарат Нарајана. There are at least a few instances. Постојат барем неколку случаи секој ден од неговиот живот или незиниот живот кога поминуваат низ одредено ниво на дискриминација, а понекогаш и директно на злоупотреба. Нарајана е коосновач на калифорниската компанија Sanasai, чија технологија може да го приспособи начинот на кој звучи работникот со цел да го направи акцентот поприроден. Демонстрацијата беше на работникот во Центарот за повици од Филипините. Еве како. Hi, my name is Iggy. I'm from Parañaque. Hi, my name is Iggy. I'm from Parañaque. Разликата може да биде суптилна, но Нарајана вели дека им помага на работниците да избегнат злоупотреба. We are not trying to hide the fact that this person is... Не се обидуваме да го скратиме фактот дека ова лице е од Индија или дека ова лице е од Филипините. Но оваа личност би звучала толку јасно, толку самоуверено и толку остро, што другата личност би сакала да разговара. Дискриминацијата и злоупотребата од страна на повикувачите се меѓу факторите помеѓу работниците во Центарот за повици. Самиот Нарајана некогаш работел во таков центар и иако не го оправдува однесувањето на повикувачите, тој вели дека има разбирање за тоа. When they hear that accent, Кога ќе го слушнам тој акцент, првото нешто што го гледам е недостатокот на доверба кај оваа личност. Толку долго чекав да се реши мојот проблем. Сега сум поврзан со некој кој не можам да се поврзам. Дали оваа личност навистина може да го реши мојот проблем? Социологот Анеш Анеш вели дека алатките како Санас може да помогнат да се намали товарот на агентите. Анеш сепак се грижи дека тоа исто така укажува на, како што вели, дехуманитизирачките трендови во технологијата, имено бришење на различноста. Most of our communication is mediated through some technology. Поголемиот дел од нашата комуникација е посредувана преку некоја технологија, но кога технологиите почнуваат да го менуваат нашиот акцент, тоа ве трансформира во својот аватар. Сега движечката сила не развива разбирање меѓу човечките суштества, туку движечката сила е трансакцијска во смисла дека работите мора функционално да се разавршат. Нарајана вели дека од работниците со инсталиран опционален систем Санас, 97% од нив избираат да го користат секој ден. if there is a technology solution, Доколку постои технолошко решение за тоа, каде што не треба да го оменувам начинот на кој звучам, но другата личност може да ме разбере многу јасно. Зошто да не? Тоа е убавата работа. За сега се чини дека вештачката интелигенција им помага на луѓето да се поврзат.